Од брз крај на војната до закани за уште посилни напади врз Техеран, ако Иран продолжи со блокадата на Ормудскиот теснец. Доналд Трамп ги предупреди иранските власти дека е подготвен да го зголеми притисокот за да ги постигне целите. Според Централната команда на САД, од 28 февруари, кога почна војната, американската армија погодила повеќе од 5.000 цели во Иран. Операцијата во Иран е огромен успех. САД се уште имаат мети во Иран, но тие би можеле да бидат уништени за еден ден. Војната би можела да заврши многу скоро. Доколку Иран направи нешто што ќе го запре протокот на нафта низ Ормудскиот проток, тие ќе бидат погодени од САД 20 пати посилно отколку што беа погодени досега. Дополнително ќе уништиме лесно уништливи цели што ќе го оневозможи Иран повторно да се изгради како нација. Од Исламската револуционерна гарда му порача на Трамп дека Иран, а не САД, ќе одлучат кога ќе заврши војната. Тврдат дека пораките кои доаѓаат од американскиот претседател се обид да најде излез од конфликтот за да може пред домашната јавност да се представи како победник. Додека во Иран се одржуваат големи маршеви за поддршка на новиот врховен лидер, армијата продолжува со нападите врз заливските држави. И денеска се огласија сирените за воздушен напад во Дубај, Обединетите арапски емирати, Бахрейн и Саудиска Арабија. Ние сме тие што ќе го одредат крајот на оваа војна. Знаеме дека вашата муниција ќе се потроши и дека барате излез од војната. Зошто не му ја кажете вистината на американскиот народ? Трамп не сака американците да знаат дека целата американска воена инфраструктура во регионот на Персискиот залив е уништена. Војната на Блискиот исток полека го зема данокот и во Израел. Според тамошните медиуми, во изминативе 24 часа, речиси 200 лица биле хоспитализирани. Бенјамин Нетањаху пак тврди дека ќе продолжи со нападите и покрај пораките на Трамп дека војната наскоро би можела да заврши. Целта на владата е да го натера иранскиот народ да се ослободи од оковите на тиранијата. На крај, тоа зависи од нив, но нема сомнеш дека со досегашните преземени действија ние ги уништуваме. Обединетите нации пак предупредуваат дека се случува голема хуманитарна криза во Либан. Во изминативе 24 часа преку 100.000 лица биле присилно раселени. До денеска повеќе од 667.000 луѓе во Либан сега се регистрирани на онлайн платформата на либанската влада како раселени. Тоа представува зголемување од 100.000 луѓе само за еден ден. А представници на Републиканската партија на Доналд Трамп го засилуваат притисокот врз заливските држави. Сенаторот Линдзи Греем ги критикуваше сојузниците на Вашингтон пред Саудиска Арабија и Обединетите арапски емирати дека одбегнуваат да се вклучат во војната со Иран. Ни требаат партнери кои ќе застанат до нас во борбата што не можеме да си дозволиме да ја изгубиме. Имам порака до нашите арапски пријатели. Се обидов да ви помогнам да изградите нов Блиски исток. Сега треба и вие повеќе да се потрудите. Ирачката влада пак соопшти дека го зголемила бројот на војници долж границата со Иран поради стравување војната да се прелее на нивна територија. Американските медиуми остануваат на тврдењето дека курдите кои живеат во пограничниот регион би можеле да почнат со напади врз Иран и покрај тоа што Трамп негираше дека такво нешто би можело да се случи.